Борбата против криминалот претворена во борба со работните услови. Државните гонители работат како прогонети. Таква слика добивате кога ќе влезете во дел од обвинителствата. Обвинителите во Кавадарци работат буквално без кров над главата, во ужасна реа и со глувци и гулаби како чести гости на заслушувањата. Не капе, едноставно тече во овој дел. Како се справувате со сето тоа овде? Половина кров не постои. Пластика, додека сме на работа, ги празниме пластиките. И велите дека наместо да се занимавате со јавна обвинителска работа, вие се занимавате со чистење и спасување на овој простор. Па мораме. Во Кумановското обвинителство пак, целиот доказен материјал се чува по ходници. Оружјето е на дофатна рака на секоја странка. Сега не се случило некој да украде некој документ, доказ или некој предмет, меѓутоа напад од странки, од криминалци сме имале во ходникот, ги повикаме судската полиција да интервенира и да помага и така некако сме го решили проблемот. Недостатокот на обвинители на стручен кадар е речиси алармантен во сите обвинителства. Само третина од работните места предвидени во систематизацијата се пополнети, за други вработувања нема пари. Тоа е една од причините зошто правдата е толку спора. Не е можно да се постигне целосно запазување на роковите кои што се предвидени во законот во услови кога имаме тројца јавни обвинители помалку, а само еден во моментов на располагање стручен јавно-обвинителски службеник. За разлика од обвинителството во Кавадарци, кое нема ниту еден обезбедувач, оние во Куманово, Велес и Гевгелија се сместени во зградите на судот. Обвинителите велат дека близината со судот им ја олеснува работата и им нуди обезбедување, но сепак останува фактот дека две странки во споровите се сместени заедно. Обвинителствата се и константни должници, не можат да си ги подмират долговите кон вештаците и преведувачите. Значи секогаш размислуваме дали да пратиме некој лице на обдукција. Еве да ви кажам за починати лица. Значи, ако се стави во прашање дали ние при нормалното работење да се замислиме за овој проблем, дали да пратиме лице на обдукција, затоа што не знаеме какво ќе биде плаќањето, дали да пратиме некој предмет на вештачење, тоа веќе е проблем за сите, проблем во нашето постапување. Меѓутоа, од страна на физички лица, вештаци од соодветна област, почнуваат полека да се јавуваат проблеми во смисла на тоа што одбиваат да ги извршат вештачењата токму од причина што претходно извршените вештачења до денес се уште не им се исплатени, а ако можам да забележам, значи тоа е еден подолг рок од речиси 1 година. Обвинителите и соработниците сами си го чистат просторот и со собствени возила одат на вештачења, необезбедени, дел од нив затворени со измет од стаорци, оставени да функционираат како институции во распаѓање. Обвинителствата се одраз на државната волја за борба против криминалот.